усмевнете му се на денот пред вас, зашто ако погледнете длабоко во него, ќе видите што ви носи и по кој пат ве носи. Но ако патот е убав, тогаш не прашувајте каде води. Нас ова утро не донесе во едно од студијата на македонската телевизија на една ексклузивна утренска дружба. Охо продукцијата и македонската телевизија и натаму соработуваат и еве на сетот на снимањето на новата серија Куќен притвор. Еден од главните виновници гостин во оваа утренска дружба. Пеце, како се случи Куќен притвор? Како се случи? Минатата година, 6-та сезона на Преспав заврши дека го апси инспектор Томе. Сега, после тоа само се наметни идејата, стварно, што му се случува на инспектор Томе во Куќен притвор. Тоа беше некој основната теза од која што почнавме и после законот за Куќен притвор вика дека треба да одиш во адресата која ти е на лична карта, а тамо на инспектор Томе живи неговата поранешна, но неофицијално разведена жена Вера со низиниот нов дечко Мете. И тој Томе мора да живи со нив. И се разбира, инспектор Томе Горан Стојановски, неговата жена Вера Елена Ристиќ, а Мете е Денис Абдула, нивниот адвокат е Сашко Коцев. И тоа се може само да мислите како тоа ќе изгледа. Сценарист главен е Сашо Кокаланов. Истата екипа се разбира со уште 4 млади сценаристи кои ни се приклучија. Главен режисер е Вардан Тозија. Така да негде тамо до 18 септември очекувајте Куќен притвор секоја вечер од 8 до 9 за да гледате тие 32 епизоди што се случува со Куќен притвор на господин Томе. Добра екипа, универзални вредности, истрајност и упорност. Дали е тоа есенцијата на која го градите и овој проект? Креативност е потребна, дополнително на тоа, што мислам дека го имаме како тим кај што го работиме. А другото, тоа е. Ова е серијал кој се нарекува драма на абсурди. Има 32 епизоди и има примеси од британскиот хумор. Да, различен од Преспав по пристапот и продукцијски, режисерски и актерски. Единствено може се надевам дека хуморот ќе биде заеднички дел од екипата. Есенцијата се гради на хуморот, кој што го имаме тука и по форматот се 32 кратки епизоди од 16 минути секоја. Мислам ќе биде може да ја очекува добра забава, ќе се емитува на македонската радиотелевизија и другиот копродуцент е Глеј, стриминг платформата на која ќе оди истовремено и на Глеј и на македонска телевизија. Ова е првиот серијал од 32 епизоди. Да видиме како ќе се покаже. Првата сезона. Се надевам дека ќе се покаже добро. Меѓутоа да не преюдицираме, да видиме како ќе тргне, па да имаме тема за уште еден разговор скоро. Како оди соработката со актерите, со режисерите? Хуморот е напорна работа. Ако мисли некој дека понекогаш имаме проблеми да се фокусираме кога имаме смешни сцени, меѓутоа едноставно за ние да успееме да снимаме толку многу епизоди за толку кратко време, мора едноставно да се почитува нешто значи ред работа и дисциплина. Инспекторот Томе стана заштитен знак на актерот Горан Стојановски. Се појави како лик, направи растур, се вмеша во една каша, ќе успее ли да се извлече од кашата во која самиот се замеша. Судијата Звонко му го скрчка притворот. Па нема, веројатно нема уште расплет. Ние сме во сршта на заплетот што се однесува по прашањето што ми го поставивте како на крај ќе се случи се, уште не знам. Томе сега го ствари е во котелот во кој се крчка. Супругата Вера ја игра извонредната Ирена Ристиќ. Ќе биде поддршка или пречка? Пречка. Како се снаоѓа Томе во куќниот притвор? Па, како подома, не знам дали смеам сега да откривам одредени работи кои се поврзани со сценаријата, тоа не е моја работа. По основа можам само да ви кажам дека се чувствувам доста добро. Процесот е доста интензивен, али од друга страна и многу креативен. Ова е еден поинаков вид на хумор.
За разлика од што? Од Преспав. Па да, има одредена разлика, ама не е сега, како да кажам, нешто преголемо. Преспав повеќе би рекол дека на некој хумор на гек, а овде, не знам, ова е исто така нов метод на работа, нов принципи, за мене уште не е доволно јасно како ќе изгледа, а го чувствувам. Адвокат на Томе е извонредниот Сашко Коцев, кој го игра Таки Кошка. Така е. Ќе успее ли да помогне во ситуацијата? А Томе инсистира да успее, ама некако не оди. Сопругата Вера ги влече конците или таткото на Вера? Таткото. Овие се сите марионети. Како тече снимањето? Дали сте задоволен до сега? Да, па до сега снимивме најголем дел од епизодите. Снимањето течеше секогаш нормално на почеток со мали потешкоти, но сега се ставивме во колосек. Актерите извонредно си ги сватија и си ги одигруваат своите улоги, ги исполнуваат своите обврски, како и целиот остаток од екипата. Да, се обидуваме да направиме еден малку поинаков концепт на снимање на оваа серија, тоа што е врвот на хуморот и врвот на реализација на ваков тип на програма се секако BBC. Ние пробуваме да снимиме преку еден помалку објективен начин, односно преку повеќе субјективни доживувања на ликовите, да пренесеме нивните ситуации, нивните абсурдни моменти низ овој ТВ серијал. Како оди соработката со актерите? Соработката оди супер, имаме среќа да имаме одлична актерска екипа. Сите си ги сватија ликовите, ја сватија нивната изместеност, ја сватија нивната карикираност. Се трудиме тоа да не го прикажуваме на еден пренагласен, пренападен начин, туку низ една мала призма на секојдневие и наводничавост, односно да се прифатат наводничавите идеи на многу сериозен начин, без да се толкуваат актерски преку некоја нагласеност. Од ваш аспект, од режисерски аспект, како изгледа еден ден на сетот? Па изгледа како Формула 1, има прилично набиен распоред, секако тоа мораме да исполниме една квота, една количина на материјал, на текстови, да се одиграат сите. Се трудиме да бидеме максимално ефективни во целото тоа. Генерално актерите се добро подготвени од напред, нема премногу разгледување на сцените и премногу проби, него одма се впуштаме во ситуацијата и со колку што е можно помалку импровизации ја остваруваме и веднаш тргнуваме кон следната. Директор на фотографијата на Куќен притвор е Дејан Димески. Како изгледа Куќен притвор низ објективот на првата камера? Прво да кажам дека ми е драго што после 2 години повторно работам за Охо продукција. Нели ги работев 4-та и 5-та сезона Преспав и сега работам Куќен притвор, еден сосема така нов пристап на реализација за разлика од Преспав. Кога велам друг пристап, зборувам за малце подруг технички пристап. Имаме некои иновации во однос на движењето на камерата, во однос на мизансценот кој е поставен, кој заедно со Вардан го договаравме, така да е малце поразлично. А Куќниот притвор е тоа, ние сме сите заедно во Куќен притвор, овде во студијата на Македонска радио и телевизија, и заедно го работиме проектот со глумците. Ние сме Куќен притвор од 7 до 7 час, до 19 часот. Ако секој автор има своje миленичи, дали може би ова ќе биде вашето или Преспав? Па не знам, за разлика од, знаете како, ова се една друга структура на снимање, за разлика од филмови и играни серии. Ова е
ситкоми се, нели? И кој ќе биде подобар, не знам. Не знам, и двата ми се драги, и на двата доволно се смееме, имаме така интересни моменти додека работиме. Мислам дека куќен притвор има многу голем потенцијал да израсне во еден повеќе годишен проект финансиран од македонската телевизија, кој ќе остави печат, мислам, исто како што остави Преспав, куќен притвор исто ќе остави еден така голем забележителен печат. Мислам, така е најавата, така јас го гледам низ објективот, сето тоа низ камерите, и успехот мора да биде задолжителен. Доаѓаме, немаме многу време, подготвени сме сите од претходниот ден или вечерта, кога ќе дојдеме на сет, одма пристапуваме кон работата, само нели ги чекаме тие ситни припреми да се направат, глумците се веќе нашминкани, облечени, да им се закачат микрофони, и светлото, како што гледате во ситкомите, не дозволува многу, значи припремата е многу важна во ситкомот, и сите промени се веќе направени, значи имаме светлосни тела на сите страни, имаме светлосни тела со кои може да изразиме, например, ноќ, да направиме ден, и сето тоа се случува за 5 минути. И ноќ, и ден, и квечерина, и тоа се мора да се случи за 5 минути, така да подолги се припремите, односно целиот дизајн на светлото е многу поголем во предпродукцијата, во припремите, кога ќе ги започнеме, додека снимањето мора да биде максимално ефектно и да оставиме нормално многу поголемо време на актерите кои го носат најголемиот терет во ваков тип на продукција. Посакувам многу успех и со нетрпение го чекаме септември, и се надевам дека куќен притвор и нас ќе не стави во куќен притвор пред ТВ екраните. Па да, ќе не стави, ќе биде гледана серијата и се надевам на успех. Благодарам што утро бевте гости на Македонија наутро. Благодарам и ја на вас, на поканата.